Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што умам секогаш да кажам, демократски импулс, подкаст за народот. Ова е 28 издание, а денеска имаме мощен интересен гостин, своевидна урбана градска легенда, Тони Ацевски, своевремено пушташе и музика по ноќните клубови. Убаво ли те најавив како своевидна легенда? Како некој лик, да, ама дека некаква легенда и не се осеќам нели како таков. Добро, јас така те доживувам. Да, има, нели, и многу поспремни момци имал. И се уште има. Добре дојде и чувствува се како дома, секогаш умеам да го кажам тоа на стартот. Добро ве најдов и стварно се осеќам како дома. Ти се допаѓа ли во наше студиото? Студиото е перфекција. Студиото го знам од порано, има мали измени, измените се у позитива, што е апсолутно многу корисно. Мораме да одиме напред. Мора да се оди напред, како и да е. Така е. Тони, кажи ни еве збор два за оние гледачи кои не те знаат, нешто повеќе за твоето детство. Ти си дете од Бутел, така? Да, од Бутел. Како беше животот во Бутел порано, како е сега? Имаше интересен живот и интересни генерации, до душа, како да ги кажам, многу мала имаше што беа интересни. Меѓутоа, Бутел некако се двоеше, сите бевме некако поврзани и сите живеевме некако баш на комшиски, не користевме тогаш компјутери, телефони, игравме фудбал, трчкавме натака и навака, се дружевме по школа. Дружењето некако ни беше баш другарски, ние некојаш и ќе се скаравме меѓу себе и ќе се степаш меѓу себе, тоа е нормално како деца, меѓутоа ако се видиме некаде на страна, ние секогаш сме се поддржавали. Ако има некој проблем, ние се трчавме едноставно да му помогнеме, затоа што тоа е наш, како едноставно како браќа и сестри расневме у цело тоа мало таму. Се гледаше ли албанец, македонец, например, турчин? Сте се дружеле ли сите или сепак имало некој подебој, например? Искрено, имаме, да, сме имали другари и албанци, и турци, меѓутоа поделба некаква меѓу немало. Ние сме си биле другари и сме оделе заедно и по тренинзи, и по школа и едноставно тој почит што тогаш беше од нашите генерации, да кажам малку и добро постари генерации, малку помлади генерации, тој почит се уште си трае. Се уште си трае меѓу нас, не ни игра улога кој што е. Нас не игра улога нели да сме нормални, да се дружиме коректно, да си помагаме коректно и толку е работата. Но како е сега, например, во ова време после 20-30 години, например, дали има некаква промена во тој контекст во Бутел? Дали чувствуваш нешто такво? Дали политичарите си го направија своето што го планира или уште постои тој дух, например? Духот бутелски си постои. Јас мислам дека тој дух и ќе остане, политичарите се трудат да направат. Без разлика, да, они се трудат, додуша кај некоја помлада популација и успеваат, меѓутоа се уште повозрасните ги држат така малце, како да кажам, као за узда помладите, за да бидат понормални, да нема такви тензични работи, да нема гледање кој што е како е, меѓутоа да си функционираме сите нормално. И не би сакал политичарите да користат, например, младата популација, да ја користат во негативен контекст, да се однесуваат еден према друг. Затоа што ние како и да живееме у иста држава, живееме, јадеме исти леп, иста вода пиеме,
Не би требало, ние сме многу малку луѓе во нашата држава и не би требало да има никакви поделби. Ние ако почнеме меѓу себе да се делиме, не остана ништо од нас. Тони, дојдо и младешките денови кои впрочем и го одбележаа твојот живот, твојот тек на животот, каде што почна и каде што стана и диџеј, пушташе музика во ноќните клубови, изнемуваше опрема и така. Натака беше се некако поврзано за тебе во ноќниот живот во Скопје. Како се случи тоа? Уште од тогаш ли знаеше што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, да кажеме? Љубовта према музиката си дојде само по себе. И у почетокот беше као оние старите касети што ги имавме, старите касофони, па почнав да снимам те од радио, па овој канал, па оној канал и пробуваш да состоиш песна со песна или гледаш од телевизија, од радио, слушаш што се случува, кај се случува и пробуваш да направиш некако контекст. И така полека почнав после тоа со плочи, и имаше до душа кај да се купи. И тогаш од тие касети и од плочи. И полека си дојде некако првично, тоа беше како по забави, знаеш, како спонтано, не е дека нешто беше бум на брзина, него само по себе. Па нели едноставно некој се двои у некоја работа и на овој моди да пушта музика, на овој моди нели фудбал да игра. Да. И сега тој што игра фудбал ќе го форсираме него фудбалот. Нормално, не можеш да го тераш да пушта музика и обратно. И така си дојде некако само по себе, почнавме некакви дружби, нели, веќе станавме средношколци, почнавме ајде таму ќе правиме забава, И кој што имаше нели од опрема носевме, после почнав да си купувам опрема така, посериозно. Нормално кога ќе работиш некаде, заработиш некакви пари и тие пари што ги заработав тогаш у принцип ги трошев максимално на аудио опрема. Уште од тогаш сакаше да си најдобар опрема и така натака. Може да се стремиш према иднината и да бидеш најдобар. Меѓутоа дека ќе бидеш најдобар секогаш е малку тежок збор, затоа што секогаш има некој што е над, нели, да не се преценуваме. Секогаш ако се трудиш да одиш напред, ќе имаш нели напредок. И ама ако си добар и кажеш дека си добар, уствари сам се преценуваш, треба некој од страна да ти каже дека си добар, а луѓето, например, кога веќе работиш, да кажем у дискотека или кога работиш у кафичи или у некаков ресторан, самите луѓе по нивниот однос ти ги гледаш дали ти успеваш во тоа што го работиш или не успеваш, доколку сите нели се растрчани, разиграни, сите се нели се забавуваат, тогаш е твојот успех. Меѓутоа ти ако само пушташ музика, а они само седат, значи твојот успех не баш успех. Така е, Имаше една интересна случка, повозрасни од нас, исто у Бутел. Дечкото се женеше, требаше се жени. И вака ќе прават, онака ќе прават, он додуша малку постар од нас и не разговара многу, меѓутоа не слушал, не гледал како се правеле забави на така навака. И вика, еднашка дојди да поразговараме малку, што би разговарал се овој, знаеш, повозрасен, вика сум направил нека белја, ќе ми исплеска овој на брзина, знаеш, детска работа. Како што е работата? Дојди вика вака, јас и ти да се договориме нешто, ајде. Јас треба свадба да правам. Добро, јас викам, човекот сега свадба ќе прави, нели? Нека прави со среќа, нека му е. Добро, и што е планот? Планот е вика на свадбата ќе идеш ти да одработиш, ти ќе пушташ музика и си донесеш опрема, чека викам сега свадба, нели тапани, нели армоники, зурли, оно, така си е традицијата, не. Традицијата си е во ред, ќе си ја придржуваме, си ја сакам традицијата, меѓутоа јас сакам да дојдеш ти да пушташ музика. Добро, што да пуштаме од музика? Што сакаш? Бре, како што сакаш. Одврзани раце. Да, како што сакаш. Така што сакаш, сакаш забавно, народно, само да не биде нели техно мехно, тогаш почна да излегуваат тие техно оно. Ки има повозрасни луѓе, како малку не ми смета.
Види, Апсолутно не смета. тоа е уште еден доказ за тоа И- што те најавив како своевидна легенда, значи имал потпуно доверба во Да, тебе, знае во твојот и квалитет. успеа свадбата, сите си беа среќни, сите си беа задоволни, само што нема инструменти нели кај да лепат пари луѓето. Тоа беше еден проблем. Ама помина се без проблем помина. Еве, ти си бил нормално долги години диџеј. Дали спомна дека нема каде да лепат пари? Дали знаеле да ти спочитуваат, например, знаеме дека на хармоник има каде да му се залеви пари на труба и така. Но дали на тебе можеле, дали ти се случило такво нешто? Не, може да имало желба или нешто чисто така од каприц, некој ако знаеш се расположи, па ќе оде на звучници да фрли пари или на радијата на појачалата, Но знаеш не го како навик. доста е парички на микседата или нешто воно чисто онака од зезање, знаеш нормално може ќе си ги земат тие се негови пари. Ќе си ги земе. Па нормално ше, не е тука како може тие пари нема врска тоа со тоа. Имаше интересни моменти, знаеш, беше интересно, имаше неколку луѓе, како што бев јас тогаш, например, меѓутоа сите си има некако свој како да ти кажам, свој модел музика. Едни си почитува една бранша, други си почитуваат друга бранша, знаеш, некој потивка, некој знаеш. И сите, народот беше, едноставно младината беше таква. И сите се двоја кој таму. И сега ние ако бевме, например, во еден кафич, ако функциониравме таму, и доаѓаат обично нашите гости, знаеш, нашите другари, пријатели, оно што и ако случајно се случи да ние ќе се преселиме, да кажеме, идеме во друг кафич, ќе имаш друг договор или нешто, без разлика. И они кои ќе дознаат и полека тоа немавме тогаш мобилни телефони, него нели овој кажал, оној кажал и полека некако се двоеше работа и они пак ќе си дојдат тука. И многу беше интересно што у целата таа приказна другарите што ни беа и другарките што ни беа, никој никогаш не беше настроен некој на некого нешто да му наштети. Ние некогаш сме биле, да кажеме, у простор што е од 50, 60, 80 луѓе, што би бил, да кажеме, за 5-60 луѓе, ние некогаш сме имали по 100 и 150 луѓе внатре. Меѓутоа, никогаш немало никаква конфликтна ситуација. Секогаш било некако, знаеш, така со разбирање, знаеш, сосема нормално, зашто нас не било да се забавуваш, не да правиш некакви глупости, нели? Така е. И интересно дружење имаше на времето, многу интересно дружење. Од твојов говор ми надоаѓаат многу прашања и се трудам кој е прво, кој е второ. Што да изфорсираме, да. Што да Така, изфорсираме. еве сега ни се случи една несреќа, кочани, например, заради тоа што спомна, па ми дојде да те запрашам, ти си низ годините си имал многу настапи. И сега кога ќе се наврати што се случи сега, дали ти е малку како се чувствуваш? Дали малку се непријатно во однос на ти какви се настапи си имал, какви се сигурно дека си бил гости на некои дискотеки што биле преполни. Да, кога ќе се седи што можело да се случи? Кочани е голема трагедија. Голема трагедија. Не требаше да се случи, не требало да се случи нормално. Никој не ни посакал, предпоставувам, да се случи такво нешто. Се случи тоа што се случи, меѓутоа тука не гледам јас една одговорност. Затоа што у секоја приказна има повеќе фактори. Повеќе фактори. Сега ние можеме да издвоиме или да нападнеме, ќе го нападнеме овој или ќе го нападнеме оној или ќе го нападнеме оној. Во случајов последниот, например, може да нападнеш доколку се степале двајца, тројца, 5 души, па нив ќе ги нападнеме, нели? Ама тоа збориме дека се степали и дека они ќе се тргнат на страна, не е никој проблем. Или нешто тако, па се изнапил или не е никој проблем. Тоа ќе се лоцира, ќе се тргне и готов. Меѓутоа овдека веќе станува до човечки живот збор. И без разлика дали се млади или возрастни или помлади, тука одговорноста е колективна. Колективна одговорност. Почнувајќи од еден до друг, до трет, се слушнав таму имаше некои муабети, зошто овој донел овако, зошто овој донел такво. Пример, дали тоа биле пиротехника, дали тоа не е битно апсолутно, од се може. Пиротехниката, ајде да кажеме како го кажуваме дека е од него. Меѓутоа може
да се случи и од самата инсталација, од самите светла, затоа што сите тие користат струја, сите греат, сите у еден простор, да кажеме, ако е за 100 луѓе, ти ставаш внатре 300 луѓе, температурата не е иста. Секој едно тело е едно ребро, да кажеме, од радиатор за гревање. И прво не смело да има толку народ. На толку мал простор, ако е тоа предвидено за 50 луѓе, имаше еден период кога работев у Швајцарија на дискотека. И за разлика од нашиве дискотеки, тогаш што беа во Македонија, нели, и дискотеката што беше во Швајцарија. Јас кога отидов таму да работам, тој напосе викаше газдата и вика, овој твој дел, пултот, кај што треба да работиш, добро. Тргна завесата од позади него, наредена целата со плочи, добро, поазбучен ред плочите. Ја дури почнав да се ежам кога почнав да ги гледам професионално на миксите, професионални грамофони. Тоа беше за мене наука тогаш. И гледам опремата, гледам звучници, знаеш, оно, барам доле други ми фалат. За наши услови ми фалат. И го прашувам, викам, добро, тоа ли е се од премата? Да, века, тоа е се, само едно така културно плачало, културни звучници. Добро, века. Што треба да пуштаме, што сакаш пуштај. Добро. Слобода повторно. Да, нема проблем. Добро, имаше предгрупа една, пред да почнеме јас да работам, доаѓа едни бугарска екипа, тројца или четворица беа дечките, свиреа као жива музика. И сега они свира, да кажеме, саат-два и они престануваат и продолжувам јас со овако. Значи ти треба да се сетиш каков прелаз ќе направи Да, и треба заедно, нели, тоа со ова да го искомбинираме, луѓето што ќе дојдат тука да се осеќаат пријатно. Ја гледам ја силата на појачалото и гледам силата на звучници, мене уопште не ми се совпаѓа дека ова е дискотека. И човекот доаѓа и вика, да, тоа е тоа, ние мораме да имаме до толку децибели. И ние имаме внатре, да кажеме, 90 места за седење, Да. имаме 20 на шанка. 110. Заврши приказната. Бројот на картата е 110. Толку. Нека дојдат какви сака. 111 нема да влезе. Тоа е тоа. 111 нема да влезе. Ама излегле 10 души и се ослободило простор за 10 души. 10 души ги си влезат. Тоа е. Толку е. Музиката е релативно не гласна, него пријатна. Нема што да биде прегласна, нема никој да поминуваш покрај дискотеката и уопште не слушаш дека внатре има некаква галама или дека има нешто. Ја бев воодушевен едноставно. Ти се допадна тој начин. Да, да. И тие убави работи, тие убави нешта треба полека да ги преселуваме кај нас, знаеш, да ни стануваат навика. Затоа што се може да биде фактор за немил настан. Се може да биде фактор. Од човечки однос, од техника, се може да биде. И сега, ако го спомнеме уште еднаш како че не можеш да посочиш дека еден конкретно бил крив за тоа што се случило. Мислиш дека би ни била добра полука Кочанин, например, дека не би се случило во иднина нешто такво заради тоа што би се внимавало повеќе или секој чура за трена како што велат? Совеста дека луѓето треба малку повеќе да ни работи. Прво не требаше да се дозволи да се случи такво нешто за да ни биде полука, многу е скапа цената. Цената е премногу скапа, ние да се учиме на такви работи. Ние првично треба да сме свесни дека не треба да го дозволиме. Има работи што можат да поминат, има работи што не можат да поминат. Тоа што не може да помине, тоа не треба да помине. Во никаков случај. И мислам дека се надевам да искрено дека ќе направиме сите заеднички напори да не се случува такво нешто повеќе. Не можеш да покажеш со прст према еден. Нема шанси тука, никакви шанси нема. И тоа е. Тони Трипси, порано те викаа Трипси, беше срце кршач на женски срца. Еве, го спомна и фудбалот, и фудбалерите, и музичарите. Дали во тој контекст, еве, знаеме дека на вас ви беше многу полесно и ви било да фатите, например, девојка, отколку фудбалерите. Денеска фудбалерите, тоа е некоја друга песна заради парите. Нормално, име
олеснет патот. Условно. Да, Условно. но вие можеш да ни кажеш нешто повеќе за тој живот, за тоа за тој период од твојот живот, ноќен живот со девојките. Ноќен живот. Ноќен живот тогаш беше докај 12-1, нешто нормално. 12-1. Да кажам некаде преку глава 2. На кој начин се приоѓаш на девојка, како се фаќаше девојка тогаш? Не можам конкретно да ти кажам затоа што Нема некој правил. па сите сме нели релативно сме го поминале тој пат и тука ти не можеш да кажеш кога што и како ќе биде, тоа едноставно треба да си дое спонтано, кој со кого ќе биде и како ќе биде. А дека има нешто специјален третман, нели ајде да кажеш диџеј или да, можда постоеле некакви симпатии, меѓутоа дека имало нешто конкретно, коректно немало. Немало искрено, затоа што работа си е работа, ова си е сосема друга работа, тоа е приватен дел, нели? Така да јас не сум осеќал нешто тако, демек јас сум нешто над другите, демек јас имам не. Добро, но ноќниот живот тогаш и сега, гледаш ли некаква разлика во тој контекст, например? Можеме ли да направиме неколку примери да кажеме како било, како е сега? Дали порано, например, било и подобро или сега е подобро? Тогаш беше некако порелаксирано, ноќен живот да кажам. Работевме еден период у Змија, тука у Тафталиџе. Малку ни работеа покасно и немаше автобуси, нели редовно. И мене ми се случувало од Тафталиџе до Бутел јас да си отидам пешки на дома. Тоа ми е отприлика сат и пол одење. И тој еден другар, сега нотар работи, може да ќе се смее кој ќе се слуша и кој ќе се гледа и ние бевме заедно нон-стоп. Ние бевме малте, но само едно спиење не делеше, некој ќе се испиевме ако сум кај него, таму преспиваме или ако сме кај мене преспиваме. И ние одевме пешки од пример од Тафталиџе тука и ќе одиме до Бутел, он живееше доле на кај Учаир, кај на Газибова. Ние ги поминувавме сите дискотеки, или луѓето не познава, и ние влегуваме у дискотеката чисто да поминеме да видиме дали има нова опрема, нови светла, да видиме ова, да видиме, чисто мала инспекција им правиме, по нашински, нели? Од тука идеме од друга, па отидеме која кафетерија работи покасно и поминуваме низ Сред чаршија, таму ќе пиеме чај, ваму ќе пиеме онаков чај, оној ќе не викне таму, значи албанците што работеа таму, они сите не знаеа. И ние ќе влезевме у чајница, дојдете седне тука со нас кафе да пиеме чај, да пиеме, ќе го пуштиме ги сиоите на кадому. И се ни било тоа некако другарски. И ќе дојдеме до горе до он си живееше тогаш на Газибава, ама доаѓа со мене до Чаир. И у Чаир он се враќа пак пешки назад, јас си продолжувам за Бутел. Ноќниот живот тогаш имаше да кажам нели нормално дискотеки, забави оно. Имаше тогаш користеа тие дроги ово, но меѓутоа се знаеше еден дел каде е нивното движење. Ова другото беше ние што бевме да кажеме што не се занимававме со наркотици. Ние си бркавме работа кај има подобра журка. Да. Некој што сака да се поднапие или нешто оно дато ворет. Меѓутоа сега гледам младиве некако многу другачи се дружат. Они се усостојба да седнат 4 деца, 5 деца заедно на една маса и сите да извадат телефоните и ние се дружиме. Чак што ише некојаш не ни прават мовет, него се допишуваат. И тоа трае цела вечер. Трае. И они се фокусирани само телефоните, ти зошто излезе тука? Не ми е јасно. Има некој што сака да забава, му фаќаш место, тоди седи дома, па штрака на телефонот, нели? Да. Или игре, нема никаква убавина. Никаква убавина нема. Интернетот од една страна е добар, да, за информации, за сите тие работи, да се снајдеш, да искористиш нешто. Меѓутоа да го користиш во некаков контекст позитивен, а не да седнеш ти на интернет па денеска 2-3 сати, 5 сати или па си множиш игри, па дремеш цел ден играш игри. Значи ти прво физички сам се уништуваш, ти не си активен. Ти мозокот не го користиш за ништо, ако не го користиш, мозокот не размислуваш, не работиш, не ствараш ништо, ти не можеш да идеш напред, ти се враќаш назад. Дали може би имаш впечаток дека денешната младина, дека интернетот ја поремети денешната младина, дека нивното размислување? Многу е пореметено.
И они мислат дека Не се социализирани доволно. Предпоставувам поголемиот дел од нив, они мислат дека се што ќе прочитат на интернетот, се што ќе стаат, се што ќе видат нешто, се тоа вистина. И се тоа не. Апсолутно од тие работи што ги гледаме по интернетот, да, има 10, 15, 20% што се корисни. Ова другото, нели, што прават као игри, да, некој да си земе парички, ова прават за овакото, меѓутоа тебе тоа не те води напред. Тебе те води напред оној дел, кај што има технологија, кај што има стопанство, кај што има производство некако, кај што има некако бизнис, некаде нешто да влезеш, да ги искористиш информациите што некој веќе ги поставил. Ако ти само седиш, го користиш интернетот, ти си плаќаш за тоа, ама треба да заработиш за да платиш. А ти не заработуваш. И тука младината малце подзастанува, да не кажам се враќаат назад. Кога веќе ти имаш еден живот нормален, те исчувале, нели, како нормално суштество, родителите, ти користи го тој дел за да идеш напред. А не да се враќаш назад, затоа што некој се трудеше да донесе до тоа место, докај што си. И веќе ти, барем неговиот труд испочитувај го. Немаш потреба да одиш назад. Оди напред, поубаво е. Доказ за ова што го говориш дека е така, еден пријател... Јас мислам дека е тоа така, се може да јас грешам. Јас ја Не мора потврдам да е твојата точно. теза во однос на мене, заради тоа што, еве, и еден пријател знаеше да каже тоа е така и поинаку не може да биде. Доказ дека тоа е така е дека во Македонија, за жал, имавме неколку жртви во однос на интернетот, дека не е се како што изгледа. Не. Они ги прават тие предизвици на TikTok и имавме и неколку жртви, како што спомнав. Каде се застрани, каде се погреши? Дали интернетот беше несомнено дека ние, родителите, не можеме против него во однос на нашите деца да ги усмериме на прав пат, или ние потврливме? Родителот, обврската на родителот му е да му го покаже на детето добриот пат. И треба да го оставиш да размислува што е за него добро, а што е за него лошо. Треба да му дозволиш за оно нешто да проба, да види дали ќе се зезне или не, ама само да проба, дека е помало. Кога оно веќе е поголемо, ти не можеш да секој дете не е тоа дете, него тоа е индивидуална личност. Ти треба да го почиташ него како личност, а не како дете. Ти ако се однесеш како дете што не разбира ништо, ти треба да се стигнеш на неговото ниво. А ти него подкачи го на твоето ниво за он да размислува како тебе. И веќе ти со примери, да, вика јас сакам да скокнам таму, да ќе паднеш, пример. Сакам да скокнам, скокни. Паднав, падаве. Значи не треба. Не треба. Или сакам да направам тоа, да, не бива, затоа што е тоа така и така. Ама сакам да пробам, да, окей, пробај, ќе ти гледам. Тука сум до тебе, значи. Ама не пробај сам кога си. Пробај. Знаеш, треба да го оставиш некој да си го користи, зашто дека мозокот треба да си го користиш. А со тоа, со TikTokот, тој, јас мислам дека е тоа голем пропуст од родителите, затоа што имаат многу слаба комуникација со децата. А има слаба комуникација со децата затоа што детето, за да не му галами или да он може да пие рад, дали пиво, сок, кафе, не е битно, за да може он тоа да го заврши, го става детето со телефонот, или со таблет, или со лаптоп, не е битно. И сега детето ги гледа глупости, бе. Не, ти треба да се дружиш со него. Треба да се дружиш со него, што е можно повеќе, за оно да нема време да учи глупости. Или треба да го насочиш како да размислува, ако го насочиш како да размислува, како да користи мозочот, тоа веќе е сосема другачи. Децата не се само, децата се голема наука. Што треба да... Нема плюс и минус таму. Не, тоа е наука и сите, без разлика колку деца имаш, дали 1, 2 или 3 или 5 деца, не е апсолутно битно. Ти ги воспитуваш сите, нема разлика машки и женски, ти ги воспитуваш да бидат со едно воспитување сите еднакви, меѓутоа они не се еднакви, не може да бидат. Секој си тежне по нешто и секој има некаква разлика како ќе си го тера животот. Сите се различити. А исто се воспитувани, иста храна јадат, исто стануваат, исто облекувани, се исто. А сите се различити. Интересна теорија, морам да ти признам. Ама така е.
Нели е така? Да, да. Две деца да се близначиња да се, по едното ќе Па си не тера се. така, другото ќе си тера така. Ама делот е убав кога они терат напред на позитива. Еве на Тогаш пример е веќе другачи. во некои земји TikTokот и се забрани, не постои И како треба да се забрани. само да, И не е само TikTokот. има и други Има зафркаци. многу. Има многу глупости што треба да се забрани. Јас би го забранил интернетот, извини, вака сакаше да кажеш не. нешто. Јас би го забранил интернетот, да кажеме, од ноќеско 12 да се вали до 5 или до 7. Мислиш дека тогаш се прават најголемите глупости? Па тогаш ќе немаат интернет, барем тогаш ќе спијат. Се вали кога ќе стане наспи, кога ќе стане и он е спремен да функционира. Он ако се дреме до 3, до 4, до 5 сат се вали на интернет, треба да стане у 2 сат, он Не бива така. не е способен за ништо. Ако веќе станеш ти не способен за ништо, денеска треба да преспиеш цел ден да бидеш наредниот ден способен за да работиш. Затоа што ти кај да отидеш, со твојата неспособност можеш да предизвикаш милион други глупости покрај тебе. А тоа не сме доди така. Тони, ја опфативме малку и социјала, еле? Малку, да. Да. Доказ дека имаш познавање и од ова. Си го кажа твоето мислење. Сакам да те запрашам после диџејството, е така да кажам, се случи камионот. Од каде љубовта пак за камионот? Ти имаш и камиони, возиш Да. секаде низ светот, ќе ни кажеш и за ова, но од каде љубовта првично ти го засака камионот? Со диџокеството си ја запознав жената, сопругата. На забавина, така навака. И си функциониравме, се дружевме. Дојде денот кога ние си одлучивме дека треба да се земе, дека сакам да се земе и си се земавме и почна веќе животот добива веќе друга насока. Не е дека некој ми забранил, дека не можам да работам или дека нешто, не. Од диџокеството, например, тогаш и се правеа убави парички. Да. Се функционираше нормално, имаше парички останува и да си потрошиш и да си купиш опрема и плочи и касети, немаше никаков проблем. Другачи беше светот. Многу беше подругачи светот. И у еден период веќе не гледав, јас треба да излезам да кажем у 10-11 навечер, да излезам да работам до 2-3. Па да дојам дома, да преспијам малку, да се вале да идам у 6 сат, например, да кажем, работев у пошта. Да идам на работа у 6, јас не способен си едноставно. Но тоа траеше еден така краток период и почнав меѓу себе да си бирам што треба да оставам, затоа што едноставно ми доѓаше преише, не ми беше ни културно. Не ми беше културно јас да идам по цели ноќи, а веќе нели јас сум си жена, сакам да си седам дома. Да. Да се оженам да си бидам со нејза, да си бидам дома и веќе си фаќаш нели друг дел да фатиш. Не да скиташ. Како што се скитал. не, па да, ама знаеш, Се си има свое време, сакаш. доаѓа еден период у Нели животот, зависи на кој ќе му дадат 5 минути. Самиот организам, самото тело, самиот мозок ќе се измори, да кажем, и веќе не го сакам јас тој живот, да кажеме. Бурен. Бурен. Па поеку цела ној бамбара, па ова, па тие какви глупости. И веќе тие, кога ќе се оженеш, или пример, кога ќе се омажат девојките, да кажеме, на секој му доаѓа на различито. Некој ќе му даде 20, 21, 23 години, меѓутоа нема ни да приметиш кога треба веќе да фатиш на другиот колесек, и ако веќе влезеш на другиот колосек, ти не можеш да идеш на двата. Одиш на едниот. И едноставно толку, доста ми беше. Доста беше. Камионот, повторно, Камионот како се случи? имаше еден период, ќе кажам тогаш транзиција на Македонија, нели, вакви падови, вакви онакви политички, војни чуда, глупости, без работица, без парица, кој како ќе се снајдеше. Имаше еден таков лош период. Цела држава, не само за мене. Да. И поработев јас уште еден извесен период у пошта и некако платите многу почна да паѓаат, многу почна да се симнуваат. Имаш уште едно фичо. Јас со платата од пошта, а жена ме уште одеше у школа, 4-та година. И јас со платата практично не можев да го регистрирам фичото. Не можев да го регистрирам, или ако го регистрирам фичото, ние остануваме до крајот на месецот, ние не може да се прехраниме со тие пари.
И додуше имав уште стара опрема што им беше останата, па ние се крпаревме, нели, продај ова, продај тоа, продај ова. Меѓутоа тоа, ако ти продаваш, а не ствараш, ти си назад. Не си на нула, него ти си веќе у минус. И татко и на жена ми имаше негови камиони. Јас бателив и од поштата, веќе се даљутив, не сакам ни таму да работам без пари. А не сакав да се вратам пак по дискотеките. И со татко и почнавме. Он додише с човекот си работеше, почнав само да му помагам, нели, како чираче, донеси ова, донеси тоа, немах ништо, никаква врска ниту од мотори, ниту од коли, јас знаеш само да возам тогаш, и тоа без возачка, возев. И со него практично почнав да учам. Што е, како е, зошто е. Значи, почнав да учам директно на големи камиони, не почнав да учам, нели, на мали, па нешто, не, директно на најголемите. Голема школа од него. И што го работевме, тоа го работевме, него на време сикам, да, јас тука ќе работам, ќе заработам, меѓутоа тоа пак не ме е просперитет. Можам пак да тапкам уместо. Почнам да се распрашувам. Или по другари, по луѓе, по шоферчиња, како иде, што е проблематиките. И они објаснуваат. Кој ќе каже точно, кој ќе ти излаже, меѓутоа ти од сите од 10-15 одговори, нели треба да си избереш она што би било најлогички, не можеш да го избереш најубавото што те лаже. А ако каже дека не чини дека е катастрофа, значи пак те лаже, пак има нешто усредина, треба да избереш. Никам ја дека не пробам, не можам да, нели, не можам да видам. И отидов си, полагав се. Тогаш положив и за Б, и С, и Е, и тогаш можеше, душе. Инструкторот ми беше топ. Исто бутелченец. Сте се нашле на бутелскариња. Да, Бог да го прости, починате се. И почнав да возам, да ти кажем, првиот пат од тука беше у центар камионот, од центар до Бутел, треба да си изјавам, нели, стварите си таму камион, при колка те качив скоро на сите тротоари. Немаш осет, да го вртиш како треба да завртиш. Арно не си лупнал него. Ќути не закачив, тука не направив поголема беѓа, ама по секој тротарче на секој агла се качив. Тоа е тука крај. И отидов дома, си ги земав стварите и јас ќе одам на пат, нели треба да појдеш више, нема што планот е направен. И треба да се појде. За каков камион прво кажи ни стануваше збор? Каков камион купи? Тогаш беше камионот ЕЛС, така ги вика камионите, со 6 брзини, 240 коња. Не беше некој камион, да кажам. За сега е тој камион нула. Меѓутоа за тоа време важеше за еден такав функционален камион. Не е дека беше нешто екстра, постар камион. Меѓутоа беше функционален. И првата тура до Београд, таму после тоа за Вуковар идеш. Од Скопје, од граница, на Чукарка горе на Кумано, старата граница што ја направија, и од Чукарка до Београд, Савалето појдов околу 8 сат, 9 сат, вечерто 9 сат и 20 стигнав. Београд нигде да дојде. Не знаеш да годиш. Ајде полека, ајде ова, ајде оно. Беше интересно. Добро, Тони, извини што те прекинувам, но многу ми е интересно ова, сакам да те прашам и јас сум заинтересиран за ова што го говориш, па сакам да те запрашам малку подетално. Например, кажи ни, сад добро, купуваш камион. Како, на кој начин ја закажа твојата прва тура, нели, прво си регистрираш фирма, веројатно, не знам. Мораш да регистрираш, така, нели, фирма. Да извадиш документи, да. После дали ти одиш приватно до Белград, како се тие конекции, врски, можеш малку повеќе околу тоа да ни кажеш што се возиш во камионот, до кај го носиш, тоа маца ако може да ни го кажеш. Знаеш, треба, логистиката е најголемиот успех. Так. Успех у транспортот. Ако имаш добра логистика, ќе имаш и добар успех. Мене ми беше олеснителен тој дел околу логистиката, затоа што дедо ми, баба ми практично оние се занимаваат тогаш со транспорт. Да. И јас кога почнав кај други луѓе да возам, не возев наши камиони, тоест на дедо ми камиони, возев кај други за да чисто едноставно за да се осамосталувам подобро. Ја па си викам да ти кажа, ако кршиш ги туѓите камиони. Не. Да се нашалиме. Да, ама подобро кога станува збор работа,
и кога ќе дојде у контакт со пари, а веќе со блиски луѓе Треба да некако има фамилија е фамилија, ова фамилија си сосема е друго. фамилија, да, некако покоректно ми е да сме понастрана. Така. Некако сметките ни се почисти и можеме повеќе да функционираме така. И почнав ја за други фирми да возам, Еве совет еден. Да. И почнав за други фирми да возам, у почетокот, нели, собственикот што е на камионот, јас си бев само шофер, не бев собственик. Да. И они ќе ми дадат налог од таму до таму, вака треба, онака треба, добро, само ти треба да завршиш работата, да не мудруваш, да не се правиш паметен, да стигнеш на време. Да не смислиш топла вода, веќе е измислено. Така, се е измислено, ти само треба да изводиш до таму и да се вратиш од таму безбедно. Добро, не е тоа само и Безбедно. тоа е голема работа, сега не е. Безбедно. Секоја тура си е различита. Може да отидеш 20 пати, да кажеме, до Берлин, и по истиот пат да одиш 20 пати не може да поминеш исто. Не. Секоја тура, секој нареден пат си е приказна за себе. Може да се деси така, еднаш, два пати, истото си го поминал. Меѓутоа, не. А околу логистиката сакаш да ми кажеш дека конекциите си ги нашол сам додека си работел за туѓата компанија, мислам за некој друг, така? Работиш за другата компанија, меѓутоа, да, учиш, гледаш, купуваш информации, со тоа што кога ќе земеш после да кажеме свој камион, има еден дел ние што го пример, ајде да кажем жаргонски, што го карактеризираме, овој си работи еснавски, овој не работи еснавски. Значи, јас, кога си земавме тогаш наш камион, да кажем, со позајмени пари, позајмена приколица, не ни битно, апсолутно. Камионот старама ми беше добра поука од дедо ми, што треба да направам, како треба да го направам. Не плаќав мајстори, јас сам си го правив камионот. Малку си лежев, да, ама сам си го средов. Приколицата си изнемив од еден исто пријател ми, тоа што ја фалеш, јас пак сам си ја средов. Значи, мене тој дел ми дојде добро, дојде тоа што го научив кај дедо ми. За да можам јас сам да опстанам. Ти ако денеска купуваш делови и сам ги уградуваш, е една работа, ама ако купуваш делови, ти ако плаќаш мајстори, ако чекаш за они да го завршат, и ако не си наред, него треба да дојдам наред да почекам ден, два, три за го работат мојот камион, тој дека се кошта. Тој дека се кошта и малку тешко дека ќе ги затвориш сите дупки. И логистиката никогаш не сум практикувал. Пример, ако веќе работам со вас, како возач сум кај вас. А вие си имате своја логистика, своја конекција, свој Фирма. круг луѓе. И јас, да, купувам камион, меѓутоа јас не се јавам у фирмата таму. Така. Јас немам потреба вас да ве прескокнам. Јас првен ќе се јавам кај тебе. Ако веќе ти си ми бил претпоставен, дали ќе сакаш да ми дадеш утовар и да, нели, се договараш цена, начин, такви работи. Не е културно една работа, меѓутоа сите тоа го прават. А втора работа, за да го направиш тоа, што би ме избрала таа фирма мене, ако веќе има доверба у тебе? Нема логика. Да. Логиката е, ако ја симнам цената, јас не ја симнав само мојата, ја симнав и твојата цена. На Ја сите. симнав цената на сите. И кога се прави цена, например, да кажеме, за еден транспорт, нормално ставаш расход, ставаш возач, мора да ставиш, оставаш, да кажеме, 5%, 10% од целото тоа бруто, оставаш 1% за да полиција. имаш... За полиција. Не, за полиција добро, тоа ситнури. Оставаш еден дел за одржавање, што треба да остане за возилото. И тогаш правиш, нели, математика, колку треба да ти останат на крајот, дали си На нула или плюс? дали си нула или си у плюс. Ако си у плюс, ќе си продолжиш да работиш. Ако си у нула, треба да си ја бараш грешката назад. А грешката не можеш да најдеш назад, зашто тие се трошоците, твојата цена е проблем. И сега почна многу да практикуваат, симнуваат, и сега кажуваат да, не може да му плати на возачот. Ако не му платиш на возачот, камионот не може да оди. Просто, нема да дојде да работи. Ако ти не го искалкулираш него, ти не заврши никаква работа. А ако ти се сплати повеќе да не работи камионот, нека не работи. Онда ти симнија цената, ама кој ќе вози камионот? Треба сам да седнеш, а ти не можеш, ти ќе возиш еден, да, ама не можеш да возиш 5, не можеш да возиш 15 камиони.
Значи, мора да се познава некој ред, мора да се позна малку повеќе за да си фатиш некаков ред за да можеш да функционираш. Првата тура е, лесно ли ги најде тие фирми за да се договориш, например, за транспорт, како што спомнав? Од кога земавме првиот камион, уствари, јас веќе бев договорен за работата претходно, Така. пред да го земам камион. И само беше време, прашање на време кога ќе го земам камионот и кога ќе можам да стартувам. Дечкото што ме стартуваше тогаш, он практично ме стартуваше и со пари, затоа што јас немав доволно пари за да поедам на пат, ме стартуваше со нафта. Ти го отвори патот. Да, фирмата е од Охрид и ние и ден денеска функционираме, и ден денеска се дружиме, и ден денеска комуницираме, фамилиарно се дружиме, и неговите деца израснаа, си женија, си измажија, они си го зголемија паркот. Човекот си работи. На каква роба вршеше транспорт првите патеви? Што возеше? Возевме од Охрид сигурносни појаси за кола, за Лада, за Русија, за Толјати. За Русија. И таков ни беше договорот, така ни беше цените, ни беа интересни. И тогаш си бев млад, не ми сметаше ни ладното, не ми сметаше ништо, не ми сметаше стар камион, не ми сметаше ништо и така се функционираше. А сега смета? Или сега нема па такви камиони? Сега се други камионите. Старите камиони, како да ти го објаснам, стариот камион беше многу постари, многу бараше повеќе одржавање и многу бараше внимание. Меѓутоа, стариот камион и да застане некаде, ќе подзастане, значи ќе подзастане. Дали саат, 2-5 ти ќе го опреш и ќе се решиш и ќе поедеш. Меѓутоа, денешниве камиони се поудобни, се побрзи, се поекономични, у сите погледи се за разлика авиони, за разлика од старите. Меѓутоа, ти со новиот камион денеска, ако тој застане, зависи што е. Ако нешто ситно, па ќе видиш, па знаеш, може да ќе чепнеш, нешто ќе се опреш. Ама сега моментот што ти не можеш да го чепкаш него. Сега е. Се е компјутеризирано, се е на GPS-и, се е на ова, се ти можеш едноставно гума да смениш, да вратиш и толку. Ти не можеш да му правиш на камионот. Например, улје или ти Улје сервиси, затоа што ако ќе смениш улје, они пак треба да го ресетираат, пак треба да го стават у систем, пак треба, значи не можеш ти едноставно на улица земи па што сакаш. Порано да, може. Ама сега веќе тоа е веќе историја. Тоа е веќе историја, мора да се прилагодиш на сегашност. Знаеш зашто те прашам? Заради тоа што на пример има една како да кажам, има едно мислење за камионџиите кое вели дека камионџе, он ја пати со кичмата, со грбот ќе го боли или ако не го боли сега за 10 години и така натака. Сега, новите камиони што ги велиш, дали на пример се полагодни во тој аспект дека утре ден кога би остара на пример не би имал никаков проблем со кичмата, со здравјето, Не. дали се или камион е камион? Не, они се помодерни, да, се поспремни да кажам, седиштата конкретно да збориме за него, седишта дури има сега сетишта со масажери. Тоа се да кажам, најважно е тоа. Да, ама ти како и да е, треба да ги одседиш 9 или 10 сати. Ти ги седиш, позицијата на кичмата ти е таа. И јас и патам, не сум L4, L5 паѓат. Да. Паѓат секако, Прашлените како доле. год да е они паѓат. И таа ти е позиција на седење. И Значи до седењето. до седењето. И повеќето водачи веќе имаме проблем нели со нозете, мало движење физичко. Имаат проблем со главата, главоболки, Со чудо глупости, мртвото. тоа е робетот веќе од позади. Таа ти е позицијата. Сакал, не сакал, ти не можеш да го смениш, не можеш да застанеш да возиш. Значи Мораш нема да врска дали камионот е модерен или каков и да е, тоа е тоа. Денешниве камиони, јас гледам многу големи промени, да кажам, по дел од Европа, што почна многу жени да возат. Жени. Да. Не игра никаква улога дали е тоа царада, дали е тоа хладњача. За разлика од старите камиони, овие новите се толку удобно направени,
пред малку спомнав, не да да се расипе нешто, не машко да си биди джин, немаш ништо да му направиш, дека не да е ликот со компјутерот да го оправи, да го реши и да си продолжиш. Така да не игра улога дали вози машко или женско. Никаква улога не игра. Така. Кога ќе дојдеш на истор, на пример, или утвор, се две врати позади отвараш, може и она да отвори, може и ти. Значи, не е тоа шоферите беа шоферишта, па биле вакви, биле мрсни, биле гнасни, со стомаци, не знам што. Умре тоа, веќе нема ништо од тоа. Сака да кажам, ти Нема ништо. изгледаш одлично, значи ти се држиш, Фала. ти си супер, не си типичен, сега, како што Да. кажа ти. Зашто порано да така беа така со стомаци, со асона, ама сега веќе Тоа од беш- недвижењето само и нормално и храната. Секогаш не можеш да јадеш нели нормална храна, него си повеќето конзервирано, повеќето паштети, не знам што. И храната си го прави своето. Ама не треба да дозволиш Тоа е па. до нездрава храна меѓу другото. Да. Така. Тони, ти, еве, имаш дури напишано и книга, сакам да ја спомнеме, мораме да ја спомнеме каде без незе. Како ти текна баш, еве, да напишеш една книга, дури мислам дека во Македонија, па и на Балканот нема никој напишано слична книга, Камионџија, например. Ти, Да. дали се внатре твоите патешествија или како се започна? Патешествија има многу. Може ми да покажеме секако и Да, може да покажеме, повели. Овој Да. овој поклон ќе биде за тебе. Ева книгата. Живот на тркава. Да. Може да ни кажа слободно нешто повеќе. Книгата, искрено јас немав никаква желба, ниту па намера да нели да напишеш книга. Така. Немаше никаков план, никаков. Едноставно пак бутелската работа ќе си ја спомнам. Со комшиите, со тоа едно другарче што се дружевме многу. И он стално ме закачаше. Кај беше, што беше, зашто беше, или ќе дојдам дома, ќе го донесам камионот, ќе почнам да го правам ова, ќе правам она, па мене ми фали алат, он механичар. И кај него мене ми беше отворена гаражата нонстоп. Ако он не е дома, кличот ти е таму, оди земи, што ти треба земи и врати. Нели Браво. нормално. Ама живеевме како браќа. И јас немав додуша свој алат толку, многу не користев негов. И многу алат му искршив. Затоа што ви се многу посилно да се работеше човекот со леки коли, меѓутоа го користев за камиони и Не. имаше такви глупости. Имаше многу такви глупости, он додуша малце ќе повика, ама не е ништо страшно. И вика, еднаш кога седевме таму кај него гаража, он ја правеше, ја чепкаше некоја кола на Михайловски, на глумецот. На Тони Михайловски, така. Да, чепкаше нека кола таму и таму се запознавме и ајде ова, оно, се закачаме, нели како било, што било, некои глупости. И он му кажува на Тони, му вика, слушај, вака и вака, а он седнал гледа, вика, слушај, име, а ти да земеш, да пишуваш, вика тоа, викам сега, ја кај ќе работиш, ќе водиш, ќе трчаш, уште ќе земам да пишувам. Викам, заеби. Нема ништо од тоа. Помина месец-два, пак истата екипа, пак у истата гаража, пак истите муавети, вика, нели ти реков да земеш да почне да пишеш? Викам, ајде, добро. И земав еден компјутер така со мене, викам, нека стои можда, Нешто, да. ќе се случи, можда и нешто ќе напишам, знаеш. Не со намера дека ќе се случи нешто од тој текст. Никаква намера не моја намера. И почнав, знаеш, као тешко беше, тежок е делот да почнеш. Почетокот е Да тешок. вратиш назад својот филм и да почнеш да составаш некои така Мисли. ситуации, што беше, како беше, зашто беше. И откога ќе почнеш веќе, знаеш, она дел по дел се надоврзуваат. Ова беше вако, ова беше тако, ова беше таму, ова беше таму и кога ќе најдеш слободен простор, слободно место и место да идам натака навака или да легнам да спиеме, ќе земам, Ќе пишеш. ќе си седнам на десното седиште, ќе ставам и ќе пробам да напишам нешто. И па имаше така, можда да кажем 30-40 листа така напишано. И пак у гаража се сретнуваме. И тој другарот е манџарот вика, ти рекоа да земеш да пишуваш, да, викам, почнав нешто, аж тракам таму и се смеете само. Вика, кај компјутер, викам, ја ни донеси го. Ја го носам и они така отвори и почнува гледа таму.
чита, се врти, слушај. Тоа не е смешно. Да продолжиш да пишуваш. И почна да се смее. Браво, браво. Ајде, ќе продолжиме, ќе пишуваме. Таму има твои ситуации од возењето? Има разни ситуации, делови од животот, делови од возењето, искуства, патешествија, што се случувало, како се случувало. Така. И дојдов до еден момент што веќе кам доста е за сега. Знаеш, веќе почна како од тогаш веќе почнуваат некои други поглавја Во живот, да. Да, и сега веќе едноставно се појавија повеќе камиони у фирмата, повеќе возачи, повеќе обврски, повеќе ова, повеќе она и некако немав ни време веќе. Ниту па желба, не, почнувам да пишувам и заспивам, едноставно веќе и очите ми откажуваат и се. И тоа беше како што беше. И Добро што си оценил сам кога да застанеш, заради тоа што спомна дека почетокот на пишување книга е тежок. Јас сум почнал така, стварно е тежок, но крајот па уште потежок. Како да знаеш кога да запреш? Што да завршиш? Да. Па нема тука со што не е завршено. Текстот е напишан до тука, ама работа ќе биде продолжено. To be continued. Второ издание. Второ издание. Оставено како така. Па добро е тоа. И да. Што нема крај. И што испадна тоа што се напиша, другарчињава проверија све, чита све, вика сега мора да даеме име и да профункционираме. Нивно е името. А сликата? На Тони на Манџарот. Интересно е. Сликата е Волга замрзната. И поминуваат камиони по незе дека е замрзната. Русите кажуваат сега демек има пат да се помине од таа страна, нема мост, тука е најтесна реката, ама вика тој пат ти можеш да го поминеш само до април, после ќе се распати. Ти си поминал тука? Јас не. Меѓутоа знам луѓе што има поминато од Мактранс. Двајца од нив се веќе починати, за другите не знам. И точно поминувале, они не ни знаеле дека поминуваат преку Волга. Тек од кога поминале, од тогаш им кажале, веќе не се вратиле од тука. Затоа што треба срцето да ти издржи, да знаеш дека е доле вода и дека ако ледот може да пукне во секој момент. И кога дознале веќе не се вратиле од тука, него кружеле 400-500 км од таа страна си поминат по мост па да си одат. 500 км. Наши македонци. Едниот од Рачево од нив. И интересно. Од кога заврши текстот, тоа е книга напишана и издадена во скопски жаргон. Прва книга македонска. Прва македонска книга е излезена во жаргон. Не е она литературно, нели? Не. Па граматички, па не. Тука е што мислиш, си запишал. Како си го смислил, така е запишано. Толку. Задоволен ли си од читаноста како води од книгата? Имаше издание, негде околу 500 примерока ми се чини, тоа го финансира Македонија Сообраќај на времето. И после имаше уште едно реиздание 500. Добро, Затоа што тие првите 500, во првите 2-3 месеци веќе немаше ни една книга. Камионџиите ја читаат претежно? И камионџи, семејствата на камионџиите, односно сопругите, нели? И они сака да дознаат што каде дознаат што се случува. Да. Па да дознаат, па и да видат едноставно сите раскажуваме, ама на сите не раскажуваме на свој начин. Ако ќе слушнеш некој трет како раскажува нешто на свој начин за тебе што те интересира, тоа е веќе нешто друго. Така. Тоа е веќе нешто друго. Тоа не би сакал да те запрашам вака едно прашање што ми текна сега во моментов околу возењето, камиони и така натака, заради тоа што знам дека ти скоро цел живот возиш, сигурно си имал искуства, случки, мал милион. Јас многу сум заинтересиран околу темата, околу необично, околу се граничи со стварност или не. Дали можеби некоја ноќ си видел нешто необично на патот, дали не знам самовил али дали нешто такво, дали можеби некој дух ли, Не. дали некоја таква работа. Не. Дали некој ти раскажал дека нешто видел? Не, има моменти кога си преморен, ама тоа е само халуцинација. Дали ќе ти партирча нешто, дали ова, некако животно, обично преку ноќ.
Ама тоа е знак кога веќе халуцинираш, тоа е веќе знак дека си ја претерал многу. Дека ти уопште не треба да се движиш. Не треба да дозволиш мозокот да ти да халуцинира. гледа така. Мозокот гледа, очите не. Очите гледат тоа што сака мозокот. Значи не Како веруваш сака да во го такви. види? Не, нема ништо врска од тоа. Нема никаква врска. Така? Никаква врска нема. Не си разговарал со колеги твои што нешто виделе или Не, никој ништо? не. Не, тоа се само муавите, онака, знаеш, баби, дедовци, као приказни нешто, не. Не, такви работи нема. Добро, Не постои. ќе сакаш ли да ни раскажеш некоја анегдота, еве ти си возел во Источна Европа, да ни кажеш некоја приказна од твоите патешествија зад воланот. Имало Како е во тие земји? имало многу интересни работи, убави и неубави, мислам. Во однос на температурите. Не знам што би те интересирало. Дали би те интересирало Какви луѓе таму има? Дали се разликуваат од нас македонците? Каков народ? Какви се тие земји таму? има на Дали пример ти помагаат да кажам вака се да, во неволја? повеќето да. Не, ако си водач не значи дека си отпад. Апсолутно. било. И секој што може да ти помогне, нормален човек, секојаш гледа да ти помогне да ти угоди за ако веќе имаш проблем, дефект или нешто оно, да. Или случувало. некој си останал без пари, например. И имало и такви ситуации се случувале, пак дали е тоа колеги, дали ова, дали нешто ќе правиш, нешто ќе измислиш. Имаше еден интересен момент. Имаше еден утовар, као четврток, петок беше, соработувавме со аустријски таму некои фирми, многу функциониравме со нив. И таа девојката таму што работеше, се јавува така четврток, петок, уствари пишува на телефон. Слушај, ми треба цена до таму и таму, до тој град. И јас отварам случајно на телефонот картата и кажувам некоја цена, ама тој град, да кажеме, 200 километри, од прилика 250 над Москва. Не се знаам обично цените колку одат, да кажеме. Требаше у Загреб да се товари, ама вика ќе доеш подхитно у Загреб, празен ќе доеш, ако треба ќе ти платим и од таму ќе товариш и конкретно само за нашава роба, 13-14 тона беше, не беше многу. Викам, добро, дај ми цена до таму. И јас се рачунам, калкулирам таму до Москва толку пари и ајде ќе кажат тие 250 километри таму, дај уште толку пари и ајде. Знаеш, како да завршиме работата. И пишувам цената и готово. И она пишува прашалници. И он шо сгрешив се. И она ми пишува за Благовешченск. Викам да. Тоа ни вика израчуне пак. Да, не утна нека ну. И шо ќе израчуна, викам, до таму. Ај, добро, викам, ај стај ти своја цена. И она чути едно време и сега на пример, да кажем, сега не е битно колку беше цената. Да. Иако су ми дал, да кажеме, цена до Москва, ако било 3.500, јас си кажам до тој Благовешченск, 200 и нешто километри, да, екам 2-300 евра, нафта, знаеш, као 3.800, а оно зова, ми враќа се, јас си викам, Дај твоја цена? твоја цена, а оно ми пишува да зова 13.000. Ја гледам, 2.300, не е Да ја културно, сватиш. не ми е културна цената, многу малку. Да е 13.000 до таму, пак не ми е културно, е превише, викам нешто не ора, викам мора да се јавам и се јавам. Викам друго, што е работа со цената ти, шо? Ама вика, тони ти го гледаш едниот Благовешченск. А викам, колку има два? Аха, добро. А јас вика, ќе ти ја понудив цената за вториот. А кај е вториот? И она вика, отвори карта, Амурска област. На составот Амуризеја има град Благовешченск. Вика, од другата страна е хај, кинескиот град. Тука вика ќе побараш. И ја отворам кога видов каде. 13 малце. 13, не. Реална цена, убава цена и ми вика, јас дадов цената, мојава цена, вика, им ја дадов на нив и ми кажав дека ќе поставам камион у понеделник. Па викам, понеделник.
денеска четврток или петок, не знам што беше, таман викендот колку да ставам ствари да стигнам до Загреб до понеделник да товарам. Викам, ајде, добро. Знаеш, има работи што можеме да ги разбереме, има работи што не може да ги разбереме. Значи, некој го ти каже нешто далеко, јас го разбирам по свое далеко. За тебе ти го разбираш Да. свое далеко. Ама ова е другар далеко. Ова е далеку. Ова е далеку. И ја уопште не бев свесен, кај уствари поаѓам. Не бев свесен кај поаѓам. Доаѓам у Загреб са валето, товариме културно и вика, слушај, не, ќе доставиме плюс пари на цената, добро. Имаме уште еден истовар таму 400 км, вика, ус пати, ама 400 км си према Јакутија нагоре. Кодинск треба да истовариш, вика, 4-5 тона, делови за трансформатори и остатокот вика се враќаш и пак си продолжава за Благовещенск. Како? Арен ви е планот, нели, сте испланирале. Москва ќе цариниш, викам, добро, од царината Москва. Отидов товарев, стигнав у Москва, ме оцаринија, ама тука, знаеш, тој дел или позадината на Москва или 500-200 км, тоа ти, знаеш, кога ќе влезеш у таша, сега мене ми е од Бутел до Чаир, Скопје Москва, релација, знаеш, како да ти објаснам, навиката е. Јас не можам, например, јас сум навикнат да седнам да возам 3-4 дена, 5 дена да возам. Јас не сум навикнат денеска товарам са бали историја, ме нервира страшно. Значи, не осеќам дека работам нешто. Тоа ти е кратко. Тоа ми е кратка релација. И сега Москва ми така некаква нормална ми беше. Киев, да кажам, Киев го зимав ако морав нешто да одработам, да некој комитент што не можам да го вратам. Идам Киев, истоварам и си бегам назад. Зашто Украина не ја сакаш? Не да не ја сакам Украина, него Киев мене ми бил блиску. Блиску. Како релација, збориме. А Русија како Русија, дали е тоа Украина или Русија, ние не гледавме никаква разлика. Мене ми било се исто, дали е тоа, дали Белорусија, дали нема никаква разлика. Еден народ е тоа. Пони се исти народ, словенски народ, како го сакаш да свртиш. И ние сме од нив дел. И србите се исти дел. Војната го... Тоа е друга политика. И до Благовещенск 12.500 км во еден смер. 12.500. Да. Со Кодинск, враќање до таму. Истовар, товарев за кај Дрезден, таму истоварав до Скопје дека си до 43 дена. Па ти многу трошиш само за нафта? Многу. Многу е. Многу, ама добро, цените си покриваат своето. Јас, например, у денешни услови, тоа што сум ги заработил, да кажеме, тие пари, јас у денешни услови не можам да изјам за 5 месеци. Не. Никакви шанси. Јас тоа што сум ги направил тие пари за 43 дена. Да, уморен. Точно. Не можеш 2-3 дена, 4 дена, не можеш да се наспиеш, не можеш да дојдеш при себе. Не што јас сакам да спијам, него едноставно телото сака да одмори. Така е. Мозокот не ти функционира. Добро, Тони, дали, например, еден стан се купува со една година, например, возење? Не. Или 2, не знам. Тешко, значи. Не. Лажат. Дека беват многу се заработува така на така. Од страна кога гледаш голем обрат. Ама не колку се заработува реално. А сите што имаат голем обрат, имаат и големи кредити. Па ние ги гледаме само дека он купил 20-30 камиона, да. Ама тоа што го гледам, јас не му го гледам контото, него он има 20-30 лизинга. Он треба секој први или пети месецот треба да ги плати тие пари таму. Малку поинтересна. Ова беше една пријатна, но дали вака ти паѓа на памет можеби некоја непријатна анегдота што ти се случува во некоја земја, така некоја што не си очекувал од тој народ да ти го направи, например, тоа, дали ти паѓа на памет нешто од некоја земја, нешто лошо да ти се случило? Не, еднаш кога ми ставија само бензин, ама у Русија тоа. Место да ми стават нафта, јас си платив нафта на бензинска, а они ми ставија бензин. Затоа што бензинот 76-ката беше многу поевтин од нафтата. И они за да си заработат на тоа, имаше тука многу голема проблематика после тоа.
Имаше многу голема проблематика после тоа и моменталната ситуација беше среќа што застанав на една пумпа, друга тука. Друг бил планот, требало да изгасне камионот, па требало да дојдат да го плячкаат камионот. И тој од пумпата вика, јас сум стар, ама седи брат тука со мене, ќе ти кажам. Добро. И вика, обично ги наоѓаат камионите празни, вика, нема шофери, нема роба, нема ништо, вика, седи тука со мене. И си одседев јас таму на пумпата. Утредента веќе испрлив тој бензин. Ама филтери менував се. Која покри штета? Едноставно, а? Штетата ја покри или они? Нема која ти ја покрие. Сам ќе си ја покриеш. Ти сврлиш тој бензин, ќе си ставиш нафта и додека си дојдов до Скопје, веќе бош пумпата дизните веќе беа отидени. Ај. Веќе беа отидени, па се тоа ќе си смениш и ќе си уживаш, ќе си тераш дале. Ова што го слушам стварно е многу за еден човечки живот, а ти го живееш. Но како млад си се занимавал и со спорт, ако не се лажам. Многу малку, краток период. Краток период, немало некакви успеси. Меѓутоа, битно е сега дали спортуваш, да кажеме за резултати, или дали спортуваш за чисто да си здрави. За здрави. Јас денеска, пример, не спортувам, меѓутоа како спорт, меѓутоа кога сум дома сум физички активен прилично, затоа што не можам да го поднесам веќе седењето. Мене седењето, таа позиција ми доаѓа преднапорно. Секоја година, дошли и до годините, ќе сообраќајните ни се стари, и секоја година ми е потешко и потешко долгото седење. И затоа веќе доаѓам дома, например, и јас се уклучувам, почнам дали треба, дали ова, дали тоа, дали ќе копам, дали ќе правам нешто, не битно. Ти наоѓаш некоја занимација. Не битно што ќе правам, битно ми е да одам, да се движам и да функционирам, да работам. Само така можам да си ја одржавам кичмата, иначе немам друг начин. А што спортуваш? Па кога деца спортувавме глупости таму. Идевме на карате, па вежбавме бодибилдинг, нели тинеџери, тогаш да направиш тело малце да ода оно. Ама тоа каратето да идевме таму Партизан, Чаер таму кај нас. Ама идевме цела генерација, идевме ние тогаш. Нема, овој одел, оној не одел. Не, сите одиме на карате, сите. Пола бутела, ајде на карате ќе одиме. Тако беше времето, па на лизгалиште одевме, па. Тони, кој е Тони Атевски денеска? Жена, деца, дали има наследници кои ќе го наследат по патиштата, например, со камионот? Жена, да, знаеш, 3 деца и 4 внуци. Да се живи здрави. Фала да си да живееш. 4 внуци. Синот возеше. Пази, јас му наметнував за да почне да вози и додуше он заврши факултет. Дипломираше, а јас некако настојував и успеав до некаде, он да положи, да си земе сертификат, да земе си тие други глупости, да почне да вози и да функционираме. Меѓутоа, не само он, него и гледам јас и другите млади, ево возраст што почнува што работат, нема нерви, нас не се случувало некојаш по 3 дена и по 5 дена и по 7 дена да стоиме на граница. И ти за тие 3, 5, 7 дена наоѓаш разни глупости по камионот, наоѓаш ова, наоѓаш како да го поминеш времето за да не се нервираш. А младите веќе не може да го поднесат тоа. Он да ќе застане 2-3 сати, 5 сати, веќе они се нервозни, он веќе не може да седи. Што и го разбирам дека не може да седи од една страна. Од друга страна, се ожени нормално и сега, место да седи дома со невестата, постана невестата трудна, место да си чека бебенци, и јас пак настојав он да оди на пат. Нели? Да функционира, да работи, за да го има помалце у градот, затоа што почна да не ми се сиѓаат многу работи. Начинот на живењето на децата, едноставно мислев дека кога го гледам у моја близина, да го држам тука под контрола, зборам само за синот сега, керките уште не ги коментирам. И
да го држам покрај мене за да си тера право. Меѓутоа, јас почнав да возам на 23-4 години, така нешто 23-4 години и јас не го гледав него како он израсна. И неговите сестри не ги гледав како израсна. И јас никогаш не бев дома. Секогаш бев некаде. И кога бев дома, јас имав обврски по возилата, имав обврски за она. И многу малце дел поминував со нив. Меѓутоа, тој, ако сум бил дома, јас сум бил дома. Да се дружиме, да играме, да излеземе некаде, да одиме вамо, да одиме таму, да правиме ово, да правиме оно. Ако сум имал, да кажеме, 2 сата, јас сум бил 2 сата со нив. Некој сум ги будил усред ноќ. Они спијат, да, ма јас ќе си дам од пато, јас ќе го разбудам. Ти си поиграме малце, после нека спие, не е проблем. Ама, јас да го разбудам. И сега, он се занимава со други работи, затоа што едноставно таа работа, да кажеме, и шоферлукот, не е што беше, не се заработуваше како... Значи, денеска не е тоа. Не е тоа, меѓутоа јас настојав он да дојде, да функционира, да почне, за да ја види вредноста на парите, што би рекле од старата Југославија, да отидеш у војска југословенска, да станеш машко, разбираш? За да го научам како треба он да се бори у животот. Не да го бира полесниот пат, него да, нели, ако има место за фронт, и ако треба да има борба, треба да се избори. Ти сака да направиш маш. Да, дали е тоа временски температури, дали е тоа проблем со луѓе, дали е тоа проблем со она. Он у моментот да биде спремен да си издействува сите работи у своја позитива. И да ти кажам искрено, сум задоволен. Затоа што за тој период 3-4 години колку он водеше и имаше многу некои незгодни ситуации, што он ги помина тие ситуации. И сега веќе школа живот. Многу голема школа му е. Затоа што и да работи, како и да работи, он има стегнато знаење, да кажеме, и шоферликот еден вид занет, ти немаш. И ако почнав да возам, јас една година пари не земав. Стварно. Па јас не знаев каде идам да купам за јадење низ Германија. Па јас не знаев дека не треба да пумпат, идам да платам 5 евра сендвич, што само соку ќе го изедеш. Цигари купуваш 5 евра, 5 марки, додуша марки бе. Ама тогаш никој не ми кажа дека постојат, нели, Алди, Пенни, Мени, па ти си вниз од автопатот, отиди доле купи за 20 марки за цела недела да јадеш. Ама не, јас одев таму зашто не знаев. Немаше кој да ти каже. Сам го научи тоа? Па со еден колега, со друг, со трети, само прашуваш. И после тоа, ама тоа е време што треба ти да го поминеш, да го преживееш. Тој период ми беше цела година можда. После година дена јас почнав некакви пари да носам дома. Ти не можеш другаче, ти не можеш да знаеш се. Апсолутно. Тони, дали, например, имаш намера да напишеш нова книга? Сакам да те запрашам. Дали може би работиш на тоа поле? Или сакаш малку да паузираш, па како биде? Пред известно време видов некакви објави, таа е издадена пред 15 години. Таа книга. Знаеш зашто те прашам? Дали тоа што замисли може да биде и филм? И авторски права имаш. Може да се направи како филм. Може да се направи. Да. Имаше многу такви коментари, тие што ја читаа луѓето. Имам еден другар што има негово студио. Он имаше истата идеја, истата замерка, дека може да се направи филм. Ке видиме. Тоа е тек, не е уште планирано тако нешто, меѓутоа може и да има. А за втора книга, за втор дел, не може да има друга книга, зашто немам друг живот, тој ми е. Вториот дел може да се случи, меѓутоа ќе треба да помине уште малку време за да можам јас да си најдам пак време, простор, за да можеш да се сконцентрираш и да почнеш да допишуваш делови што ќе останат. Знам дека ти си авантурист. Дали може, например, да се смири еден авантуристички дух кој е навикнат на волан, самотија,
пат? Дали постои такво нешто? Дали со текот на годините си посмирен, си малце смирен или се е исто, само годините се бројка, например? Годините се фактор, не само бројки. Многу голем фактор се тоа што пред известни, да кажам, 10 години, тоа што може сега веќе историја. Пази, предизвик у смисол на возење, на предизвик у смисол на да се избориш за нешто у некакви ситуации, тоа ќе остане. Тоа не може тоа е природно и тоа ти не можеш да го тргнеш, да го сокриеш, да го не можеш. Нерви недостасуваат. Порано имало работи што уопште не се случуваат, нека се случуваат, нели, уопште не сум ги запазувал, меѓутоа сега истите тие работи осеќам дека веќе тие ме нервираат, најверојатно затоа што знаеш дека не треба тоа така и само чаби си губиш времето, се размислуваш за глупости. И кога ќе дое времето за пензија, ќе видиме некаде од Се со свое време. Уште малце внуци некаде од, па ќе имам други обврски, па таму ќе бидам авантурист. Си размислувал ли, например, да направиш една забава, како што си правил порано, како оние пред 30-40 години, со истите тие ликови да ги повикаш кај тебе на забава? Како би било тоа? Имаше таков муабет. Ке си од старите декови, имам што чувам нешто, од старата миксета и таа си ја чувам. И ке си направам таков материјал, како у нашето време што беше. И сакам да биде тоа така. Ке направиме таква забава една. И има многу од нашите што фалат. Од нашата генерација, наши другари, пријатели. Има многу што фалат, а овие што сме се уште живи и здрави, се надевам дека еден ден ќе се собереме и ќе се собереме со деца, со внуци, да се видиме до кај сме, што сме. Знаеш, у смисол, ние сме се дружиле, сме живееле убаво меѓу себе, да ги продолжат нашите деца истото дружење, истото живење. Затоа што никој од нас, од другарите, не сме имали некакви негативи, нешто да, знаеш, се ни било никако на помош да се дружиме едноставно. Значи има простор за такво нешто, за идеала. Има. Види, Демократски импулс е името нормално нови подкаст, е обичен подкаст за обичните луѓе, за меѓу другото за сите оние кои газиме нормално по оваа земја, што би кажал јас, значи приземно, што не летаме во облаци, а има и такви. Има и такви. Во тој контекст нормално дека ми беше чест што те повикав и тебе, и што ти прифати. Дали на пример ти си размислувал да направиш некој подкаст во живот е книга и филм? Некој подкаст, например, боемски, што би се викал како твојата книга Живот на тркава. Интересно ми било. Камионџиски муавети нешто. Па не знам. Не сум размислувал на таква тема, не знам. Можда. Можно е, значи. Може, зашто да не. Да. Има многу искуства. Сите имаме нешто да кажеме. Знаеш, сите си имат, да, камионот е еден пример, еден начин за работка, ама сите сме различити. Едни има луѓе што се возат само на запад, тоа е другачија технологија. Ние сме си, да кажем, према истокот сме другачија технологија. Пак е камион, истата материја, ама ништо не ни е заедничко. Само возењето, движењето ни е заедничко. Начинот како таму се работи, се понашаш, се живее, со овој начин вамо е неспоредливо. Исто и киперите, например. Исто и тие се камиони, тие се шофери. Исто и овие што се со комбини, и тие се шофери, и тие се теретни. Меѓутоа, тие сите 4 групи, например, или 5 или 6, сите сме различити, а сите сме една иста. Тоа е многу интересна работа.
Затоа што Интересно. неговиот начин на работа и на живење е сосема друг со мојот. Сосема друг. Ништо не е споредливо. Не можеш да споредиш. Интересно Господи се во ова го кажа како една дефиниција своевидна. Да. Добро, во која земја, например, ти би живеел, освен Македонија, која земја ти се допаднала најмногу во таа што си ја посетил нормално? Култура, луѓе, гостопримливост, не знам. Гостопримливост, како гостопримливост, Систем, средена. гостопримливост може да биде Македонија и Србија. Срби. Гостопримливост. Култура на дружење, култура на почитување, Словачка, Украина, Русија, Белорусија, Казахстан. Не почитува. Си возел во Казахстан? Па Казахстан, Киргизстан до афганистанска граница. Тие се што не почитуваат. Мислам, како да ти кажам, од срце што не почитуваат. Другиот дел што е, да кажеме, Европа, они не почитуваат како овие другите. Они живеат, да кажем, полагоден живот, поголеми удобствија. Меѓутоа, ние сме духовно многу подалеку со нив. Него се уедел ваму. Многу сме подалеку. Затоа што они си имаат свој начин, они си Сакаш да ми кажеш, повадни луѓе се... многу поладни. Многу поладни луѓе и со нив не можеш ти да функционираш, не можеш да правиш кара, не можеш да се дружиш, не можеш. Он да, у моментот доја 2-3 реда муабет, ајде пиво 2 и си одиме да нема, знаеш, нема убавина. Спомна Казахстан и нормално дека тука застанав и те препрашав, заради тоа што знаеш дека јас сум соколар. Во Казахстан не знам дали си имал прилика да видиш таму соколарството има и национален спорт и со орли ловат на коњи. Тоа е таму преживуваат заради орларството. Не знам дали си имал прилика во тие. Тој Казахстан, Киргизстан го има истото. Киргизстан го има истото, Монголија го има истото. Монголија, да. Со тоа што, пример, конкретно да кажам за орлот или за соколот, како птици, не сум обрнал никакво внимание. Не сум обрнал внимание. Меѓутоа, јас сум ги гледал, да, дека функционира, сум гледал на телевизија, дека функционира, дека ги има, дека постојат. Имаат многу и коњи, Казахстан, Киргизстан има многу и коњи, како животни, како појави, конј. Значи, конј убавиме. Они живеат сосема другачи и они живеат повеќето како у степи, знаеш. Сега не збориме за оние урбани градови, што е Алмата, дали е тоа Астана, дали е Кизилорда или тие се урбани градови, они се малтени како нас. Малтени како нас. Нема веќе ова што го збориме, да кажеме, соколарство или коњите, тоа е веќе периферијата. Да. А на периферијата, они се способни да живеат јурти ги викаат, оние како округли шатори, некои дури и на 2 ката се као направени. И они така живеат, така функционираат. Од волци, срни со орли, така. Да. Зависи кој човек како е навикне, така може да живее. Ние сме урбани, тоа е убаво да живееш така и здраво. Меѓутоа, ние сме урбани луѓе, јас можам да отидам таму и ти можеш да отидеш таму. На ден, 2-3. Ден, 2 и една недела, например, еден месец, ама веќе после тој месец мене ми фали ова лудило. Разбираш, јас мора да се вратам ова лудилото, јас да се осеќам нормално. Што тука, кај нас, например, гледам се веќе Европа прем беше така, па дојде тоа кај нас, ама гледам се истото го имаат, например, Украина го има, Русија го има, Белорусија сите го имаат, затоа што на сите им дозволија кредит малце ваков, си нејанси као подобар, а штом он тебе ти дава кредит, он тебе аналансирот ти уклучи тап и ти запали веќе. А ти кога запали веќе ти мораш да трчаш. Да. Ако земеш 2 кредита, 3 кредита, ти ќе трчаш побрзо, односно ќе работиш повеќе, не стигнеш да ги плаќаш ратите. И ние сме веќе стартувани така. Јас сега да се вратам, да отидам у јурта да седам. А пак и да го чекам орелот да дојде, ако дојде условно, малку ми е, знаеш, без везе.
А пак тие луѓе не може па да го живеат нашиот живот. Еден А месец, не знам дали он ќе не излечи. може да замисли, предпоставам, Угужви. нема шанси он да дојде да живее тука или да го качиш ти да кажеме на 15 на 17 кат и кажеш му живее тука у 60 квадрати, у Ќе 50 се фрли. квадрати. Он директно 17. тоа е готово, за него завршена работа. Така. Тони, Многу разлики. многу додека ти се заблагодарувам, ќе те замолам да ми ја потпишеш оваа книга. Повели? Готово. Искрено од срце ти благодарам. Јас се потрудив овој подкаст да го заокружам твојот живот, твоите случки, твојата догодоштини. Нормално дека не можеме да ги кажеме сите, заради тоа што е стварно премногу, но сите оние кои се заинтересирани, предлагам да ја купат твојата и да се набават твојата книга. Ќе ни кажеш ти дали некој, дали кој како ја продава или може да те исконтактира тебе. И се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин. Не ја продаваме книгата. Значи само за Не се исклучителни прода- луѓе. Само се дава на исклучителни луѓе. Епа, Нема честно. продажба, нема ништо тоа. Денеска, денеска кој датум? Денеска сме 30. 30 мај. Да. 35. 35. Драги мои, Дај секи се извинувам само. Може да. Ќе ја покажеш на камерата посветата. да, слободно. Затоа што преска спомна дека можда ќе се сними филм. Да. За Трајче Дел Рио Филмс 35.2025 година. Тони, ти благодарам многу. Дали е исправно така? Најисправно. Нели? Да. Не ни можев да си замислам подобар завршеток од на овој наш денешен подкаст. Си добив поклон книга и тоа каква книга. Вас, драги мои, ви предлагам, доколку ви се допадна овој подкаст, да стиснете лајк и да го споделите како ви допро до што поголема маса на луѓе. Секој добро, се гледаме нареден подкаст.